Започнуваат вестите на Канал 8. Добар ден. Акција за заловување кучиња скитници се спроведе на територијата на општина Кочани од страна на стручни екипи од ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков од Куманово. Во првата акција се заловени 11 кучиња. 11 кучиња скитници се заловени во првиот ден од спроведената акција за заловување од страна на стручни екипи. Започна од централното градско подрачје, а понатаму ќе се шири и во периферијата на градот. Акцијата се спроведува согласно распишаниот тендер на општина Кочани, според законот на животните, кој не предвидува убивање или труење, туку само тргање од улиците. Ја спроведуваат стручни екипи од ветеринарно-сточарскиот центар Тодор Велков од Куманово, во присуство на комунален инспектор од општина Кочани и представник од КЈП Водовод. По заловувањето се носат на прифатилиште лоцирано во Кумановско село, кое ги исполнува сите законски стандарди за такво нешто. Според досега направените акции во други градови, заловените кучиња се чуваат 30 дена во прифатилиштето, а по извршениот третман се враќаат на локација каде што се заловени. Ова е само една од спроведените акции од страна на стручните екипи. Од КЈП Водовод велат дека договорот со кумановската фирма трае цела година, до 2 јуни 2016, така што ќе бидат спроведени уште многу вакви акции, па кочанци ефектите од акцијата ќе ги почувствуваат за неколку месеци, кои ќе бидат спроведени поголем број акции. Инаку, граѓаните на Кочани редовно се жалат од присуството на скитници во одредени делови на градот, а неретко се напаѓани или исплашени од нив. За втората акција, КЈП Водовод повторно ќе ги информира граѓаните и ќе апелира да ги заштитат своите миленици, за да не дојде до несакани последици. Во среда и четврток, 10 и 11 јуни, во раните утрински часови на територијата на општина Виница, ќе се спроведе теристичко дезинсекционо третирање за заштита од комарци. Праскањето ќе биде од земја со еколошки инсектицид, а пчеларите треба да ги преземат сите неопходни мерки за заштита на пчелните семејства. Во случај да не се спроведе акцијата поради неповолни временски услови, дезинсекцијата против комарци ќе се одложи наредниот ден во истиот термин. Виничката градинка Гоце Делчев добива нова термофасада. Се работи за проект што треба да ја подобри енергетската ефикасност во установата, заедно со уште два други проекти. Централниот клон на детската градинка Гоце Делчев, лоциран спроти општинската зграда на Виница, продолжува да ја подобрува енергетската ефикасност. Крупни инвестиции беа реализирани изминатиот период. Најправен успешно беа приведени кон крај два проекта во оваа сфера, а во тек и третиот што опфаќа поставување на термофасада на објектот на градинката. Ги променивме надвршите дрвени врати и прозори на двата објекти во градот. Во овој објект овде исто така го променивме котелот на нафта со нов котел на пелети, со што добиеме огромна заштита и едновремено зачување на здрава човекова околина. Сега во тек е реализација на третиот проект од ваква област со помош на програмата за чување на природата на Македонија со инвестиција од 10.000 еври и 2.500 еври сопствено учество на градинката, поставуваме термофасада на овој објект. Конкретната инвестиција подразбира поставување на изолација од стиропор со дебелина од 8 см и дополнителна обработка со малтер. Со тоа се очекува објектот да го зголеми нивото на енергетска ефикасност. Очекуваме и така доста намалената потрошувачка на пелети уште повеќе да зголеме, со што ќе се создадат уште подобри услови за престој на децата во овој објект. Инаку во градинката, во двата објекти во градот и во населените места Трсен и Блатец имаме околу 350 дечиња, а овде го посетуваат од 100 до 120 деца. Виничката градинка не е единствена во микрорегионот каде се работеше на проекти за подобрување на енергетската ефикасност. Пионер во модернизацијата во овој аспект од функционирањето е Кочанската градинка, а во завршна фаза е важен проект во детската градинка Звездички во општина Чешиново Блешево. Спор помеѓу двајца соседи за бетонирање и евентуално затворање на патот, како што тврди едниот, додека вториот изјавува дека морал да бетонира со цел да ја спречи нечистата вода што излегува од канализацијата и му влегува во домот. Од општината велат дека за бетонирање на праг пред куќата одобрување нема потреба да се бара. Кавгата помеѓу двајцата соседи заврши со интервенција на полицијата.
Амет Реджепов, кој живее на улицата Славча Стојменов во Кучани, вели дека со бетонирањето Оркан Дженадинов му го затворил патот и влезот на сокакот кој води до неговата куќа, па немало од каде да помине. Оркан Дженадинов пак вели дека бетонирал само мал дел пред неговата куќа, за да не може водата од канализацијата што е во близина на куќата да му влегува дома, туку со ваквото бетонирање истата ќе оди надвор и ќе се слева по улицата. Досега целата нечиста вода од канализацијата му влегувала во домот и му прави проблеми, па стравувајќи од зарази и болести, Дженадинов решил прагот пред куќата да го бетонира. Ово сега што ќе снимате тука, патот ми е. Од тука ово ми е пат на мене, а не е оно кафана или двор. Нека ми зимат од таму пат, нека затвара со блокови од тука. Там немам пат, ово ми е патот на мене. И ова е стубо што ставија, и ово стубо што ставија, не требаше да го става. Овластениот градежен инспектор во општината Огњан Ѓоргиев по увидената состојба на повик на Амет Реджепов вели дека за таквото обично бетонирање на праг пред својата куќа и продавница нема потреба од одобрување и нема причина воопшто за разговарање, затоа што таквото бетонирање апсолутно на никој не му штети да помине на патот. Според Ѓоргиев, Оркан Дженадинов, човекот кој бетонирал пред својата куќа, нема потреба да бара било какво одобрување за бетонирање. Ако би станувало збор за градење на објект, тогаш треба да се бара одобрение за градба од надлежните инспекцијски органи, но барање одобрување за вакво бетонирање е апсурд. Градежниот инспектор Ѓоргиев додава дека станува збор за бетонирање на праг со висина од 5 см и ширина од 30 см, зашто нелогично е да се бара одобрение за ставање бетон пред својата куќа. Бидејќи не може да се договорат двајцата соседи, често тука е неопходна интервенција од полицијата, која беше присутна и во моментот на снимањето на прилогот. Потенцијална зараза на секој чекор. Нема решение за дивата депонија под комплексот Асном. Жителите предлагаат воведување на патронажна служба. Локалните власти не успеваат да изнајдат решение за најстарата дива градска депонија. Создаден во строгиот центар на градот, овој извор на зараза му пркоси на времето и различните годишни сезони од проста причина што постојано се регенерира. Во прашање е човечки фактор, но и нередовно чистење на локацијата, посочуваат жителите на улиците Браќа Ставреви и Тошо Арсов. Проблемот со степениците не е проблем од сега, тоа е више проблем што се провлече во подолго време. Јас мислам дека надлежните органи, пред тука собранието и КПЈ во јавното предпријатие Водот треба да преземат мерки. Не е само да се очисти за ден-два и да биде очистено, туку треба тука стално да се има луѓе што треба да чистат. Значи задужени лица, ако не секој ден, барем преку ден-два да се чистат степениците. Другите жителите од Тошо Арсов што кажаа, сето тоа држе место, од и сета таа вода што иде по Тошо Арсов и што иде низ степениците, доле се собира. Сите газиме тука, одат студенти, одат деца, одат стари луѓе и тоа е извор на инфекции и зарази. И тоа мислам да треба да се спречи еднаш и тај проблем да се реши. Напластени проблеми со децени им создаваат грижа на жителите на овие две улици. Прекини во водоснабдувањето, вода со сомнителен квалитет, хигиена под сите цивилизацијски стандарди, но и хроничен проблем со стамбеното прашање на семејствата што живеат во старата касарна. Секогаш степениците валкани. Не може да се помине од таму. Ни деца, ни ние, повозрастните. Затоа треба да се превземе мерка, да се мете најмалку еднаш неделно. Они сигурно по цел месец стоят неметени. Можете и вие да погледнете, да видите какво е. Не само степениците, а и горе, кај ово касаната е нечисто. Насекаде е разфрлено ѓубре. Не фрлат дека е континеро, фрлат дека им падне. И пред време се земат што викате они, и горе за касарната, таа вода што тече, горе 3-4 чешмели има, колку има. Треба да се затворат, оти водата подрива. Скоро пред известно време, кај трпето беше избило вода, од скалата може да ги подриви куќите. И проблем да биде поголем проблем. Не е ден-два да се замета степеници, тоа проблема не се решава. Со оглед на ужасната нехигиена, ризикот по општото здравје на граѓаните, но и фактот што постојано, најмногу за време на викендите, овие скали служат како јавен тоалет, жителите на улиците Браќа Ставреви и Тошо Арсов
Предлагаат локалната самоуправа во комплексот Асном да воведе дежурна или патронажна служба во вечерните часови. Во понеделникот вечер од страна на непознато лице бил предизвикан пожар во продавницата Елегант Ловец Јанков, собственост на АЈ од Кочани. Околу 1 часот и 50 минути било пријавено дека во Битола на булевар 1 мај од страна на непознато лице бил предизвикан пожар во продавницата Елегант Ловец Јанков, собственост на АЈ од Кочани. Во пожарот продавницата била целосно опожарена. Од МВР вела дека се преземаат мерки за откривање на сторителот. Дваесет и 4 графики на академскиот уметник Момчило Аврамовски изложени во фоајето на Центарот за култура Бели Мугри. Ова е негова четврта самостојна изложба во Кочани, град со кој Аврамовски посебно е поврзан. Момчило Аврамовски припаѓа на постарата генерација македонски академски уметници кои што се уште се активни со потврден творечки континуитет. Роден е во Куманово и првите сознанија за ликовната уметност ги добива од академскиот сликар Кирил Караджа, кој со својата педагошка дејност позитивно влијае на многу негови ученици, меѓу кои и на Аврамовски, а кои подоцна станаа значајни имиња во македонската современа уметност. Своето прво представување пред пошироката јавност го има на групната изложба на Длук во 1958 година. Од тогаш до денес е активен на македонската ликовна сцена, презентирајќи ги своите дела во рамките на групна или самостојна изложба, како учесник на ликовна колонија или некој заеднички уметнички проект. Изложбата на графики во Центарот за култура Бели Мугри му е четврта самостојна изложба во градот Кочани. Графиката како техника во уметноста не е едноставна. Не е лесна за работа, меѓутоа има голем број на луѓе кои се занимаваат со графиката и полека одат према напред со тие дела и кај да се појават биваат прифатени и да речам преценети во работата. Према тоа секој пат има волја оној што работи графика, затоа што луѓето ќе го ценат како добар мајстор. Момчило Аврамовски е втор чието творештво е носител на спецификите поврзани со кумановската и македонската ликовна сцена. Огромното животно и творечко искуство, трансферирано во уметничкото дело, е вреден запис за идните генерации, кој што Аврамовски несебично го споделува со јавноста, отворајќи нови дискурси на релација уметноста и животот. Со презентирањето во јавноста на неговата графичка колекција Чудесен свет, истата станува дел од настојувањето, нашето разбирање за делувањето на уметникот да го сведеме на анализа на неговите дела, при тоа свесни дека во нив е вграден еден живот испреплетен со радост и тага и бројни предизвици кои што ги носи времето. Рече во своето излагање историчарот на уметноста Роберт Цветковски, осврнувајќи се пред присутните за графиките на Аврамовски. Со 30 на самостојни изложби и учество на преку 100 групни изложби, проекти и колонии, Аврамовски секојдневно добива понуди за учество во Шпанија, Полска, Обединетите арапски емирати, Италија. Графиките на Аврамовски во Центарот за култура Бели Мугри ќе бидат изложени 14 дена. По повод патрониот празник на Основното музичко училиште Ристо Јоруков на последниот ден од учебната година, 10 јуни, учениците од музичкото училиште ќе настапат со своја програма. Ќе се представат хоровите при училиштето и оркестерот составен од ученици и наставници. Учениците ќе настапат со македонски народни песни од типот на Нестој Доне Донке, Елено Керко, Дафино Вино Црвено, Ој Јано Јано. Од областа на културата, од општината најавуваат уште еден настан. Ана Дедова од Кучани в петок на 12 јуни во 18 часот во просториите на библиотеката Искра ќе ја промовира својата втора збирка стихови Илузија. Следуваат спортските информации. Заврши фудбалскиот турнир капетан Кирчо Димитриев, што се одржа во салата што го носи неговото име во Виница. Во Виница беше спуштена завесата на вториот меморијален турнир во мал фудбал што се одржува во чест на капетанот Кирчо Димитриев. На турнирот учествуваа 14 екипи,
а победи Максимус од Кочани, која во финалето ја совлада екипата на Македонија од Подлог. Значи порасно во традиција да го одржуваме турнирот. Се надеваме наредната година ќе имаме више по-масовно пријавување на екипи, ќе биде подолг. Значи оваа година турнирот траеше некаде околу 14-15 дена. Се одвиваше, значи во ден се играе околу 2 до 3 утакмици. Победници на вториот мемориален турнир значи трето место зема екипата на Зрновци, второ место зема екипата на Македонија Подолг. Како организатор на турнирот се јавува локалната самоуправа на Виница под покровителство на градоначалникот Емил Дончев. Тој ги обезбеди, значи, поголемиот, значи првото, второто и третото место, значи паричната награда. Пехарите беа обезбедени, значи, од семејството, додека поединичните награди беа обезбедени од музеот Теракота Виница. Надпреварите од турнирот се играа во спортската сала Капетан Кирчо Димитриев во Виница. Севкупниот победник на турнирот заработи 20.000 денари. 15.000 денари изнесуваше паричната награда за второпласираната екипа, додека за третопласираниот тим беше обезбеден ваучер во износ од 10.000 денари. За најдобар играч на турнирот беше прогласен Борче Петров од Максимус, а за најдобар голман Столе Митров од истата екипа. Турнирот се одржува во чест на капетанот Кирчо Димитриев, кој загина во војниот конфликт во 2001 година. Уште една информација од спортот. На крајот од учебната година во спортската сала во основното училиште Никола Карев доделени наградите за најдобрите во училишните лиги. Во спортската сала во основното училиште Никола Карев беа прогласени најдобрите екипи и поединци во училишните лиги во мал фудбал и ракомет. Во екипна конкуренција во мал фудбал триумфираше екипата на основното училиште Никола Карев, додека ракометната лига ја освоија основците од Свети Кирил и Методи. Значи, со завршувањето на учебната година завршија и двата турнира кои што се организира во фудбал, во мал фудбал односно и во ракомет. Значи, по шести пат го организиравме турнирот во мал фудбал, а за прв пат оваа година турнирот во ракомет. Интересот кај училиштата е секоја година се поголем, затоа што спортските клубови во училиштата веќе функционираат и вниманието се обрнува на масовниот спорт. За најдобар фудбалер во училишната лига беше прогласен Илија Христовски, девето оделенец во основното училиште Никола Карев. Сега се запишав на спортската академија во Штип. На која позиција играш, колку време се занимаваш? Јас си играм везен, тренирам веќе 5 години во ФК Кочани. За најдобар ракометар во училишната лига беше прогласен средниот бек на основното училиште Свети Кирил и Методи Марко Илиевски. Девето оделение сум, пофален сум за најдобар ракометар. Имаше пријавено од 4 училишта, значи има интерес, сака да играат децата ракомет. Јас тренирам веќе 3 години ракомет во Торо спорт во Виница и Сметаш дека тоа ќе биде хоби или да, хоби. Освен во мал фудбал и ракомет, во рамки на училишниот спорт е застапена и кошарката во машка и женска конкуренција, како и партии во шах. Тоа беше се што ви подготвивме за вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Имајте убава вечер. Довидување.